Денес иницијативата Канцерогенно општество по трет пат одржува мирен протест против индиферентниот однос на надлежните институции да издадат мерки и да го намалат аерозагадувањето во главниот град, но и во сите други градови во Републикава. За пародијата да биде уште поголема, денес, но и во изминатите неколку дена, главниот град, но и другите градови во Републикава можеа да дишат квалитетен амбиентален воздух, но тоа не е резултат на ниту една мерка, регулатива, законски акт или било кое друго влијание, туку фактот дека ние како граѓани и вие како донесувачи на одлуки можеме само да допринесеме за намалување на овој проблем. Но вие, почнувајќи од најнискиот левел на делување, како инспектори за животна средина, министри, заменици министри за животна средина, премиер и сите други чинители со вашиот индиферентен однос и одлуки не допринесувате за справување со овој проблем. Затоа очекуваме во најкус можен рок вие, кои денес бевте прозвани, да излезете со официјална стратегија и конкретни мерки и да почнете да си ја вршите вашата работа, како би можеле да не дочекаме уште еднаш нашиот град и република да бидат едни од најзагајените градови во светот. Ви благодарам. Кои се понатаму вашите действувања? Нашите действувања е првен да го мобилизираме народот. Да, планираме да го мобилизираме народот, затоа што овој проблем го засега секој еден граѓанин во оваа држава. Очекуваме поддршка првен од граѓанскиот сектор да искочат на протести, да го изразат револтот, за да можеме да изделуваме конкретни мерки. Имате ли конкретни мерки? Ние сме само загрижени граѓани што сме еден вид колатерална штета во општество кое гравитираме тука. Ние не сме донесувачи на одлуки. Донесувачите на одлуки треба да изнедат конкретни мерки. Ние сме тука да ги притиснеме и реално да тргне моментумот за решавање на овој проблем. Каде гледате причината за информации каде одат парите што се отвојуваат од данокот за животна средина? Тоа ви е едно од барањето. Да, јас имав можност да прочитам. Имав можност да прочитам изјава, не знам дали официјално од министерот за животна средина, дека буџетот им бил премногу мал, што префрлат топката на друго место, тоест на тие што одредуваат за буџетот колкав треба да биде. Мора да бидеме свесни дека треба да се сносат последици, почнувајќи од нас граѓаните, па се нагоре. Значи мораме да дигнеме свеста на едно подобро ниво. Кои се причините за, ако може да се рече, мала излезност за еден ваков проблем што ги засега масовно сите граѓаните? Каде ја гледате? Не знам. Еве, можеби јас се подобро да кажам, како екоактивист во изминативе 6-7, можеби 8 години, поминавме една-две влади, меѓутоа не успеавме да направиме едно мобилизирање на членството на народот, иако се соочуваме со еден од најголемите проблеми. Проблем кој што ни троши најмногу директни жртви и најмногу пари на годишно ниво. Кога кажавте за парите, дали наменски се трошат, парите кои што се издвојуваат за животна средина апсолутно се трошат ненаменски. Значи тие одат за покривање на непродуктивните цели, на непродуктивните политики. Впрочем и како извештаите и на европскиот и на нашите домашни ревизори, дека ние немаме контрола и немаме контролни механизми на трошењето на парите и на политиките кои ги креираме. Во неколку наврати исто сум побарал јавно да се направи една контрола, едно истражување во врска со прочистувачите како најголем грал на оваа денешна политика за борба против загадувањето, кога се во прашање најмалите и најранливите групи на граѓани. Значи нема меродавен извор, нема референтна студија која што потврдила некој нивни бенефит. А ние се впуштивме во максимално купување, во максимална промоција, на еден цел државен апарат во делување на промоција на една приватна фирма која што не продала ништо стандардизирано, ништо не измерено. Уште нешто би кажал за вакво за големината на протестите тука. За жал, ние во изминатите години нашите власти си милуваат да си направат свои здруженија со кои што си седат на онакви средби како чинители, како фактори во решавање на овој проблем. Имавме таква средба на влада пред неколку дена. Таму беа само две здруженија кои што се за нас познати, останатите се апсолутно непознати. Сеедно и за познатите здруженија би кажал. Значи, непоимливо е некој да се занимава со животна средина, а да нема став, да нема аргумент или да нема критика во дадени моменти кога е таа потребна. Значи, не може вие да бидете само статусна фигура кога се промовираат некои луди решенија, некои луди адхок политики, а да немате критика во текот на целата година.
Токму во тој правец и прашањето мое. Еве, нив ги нема имате тука. координација со други невладини организации? Ама која е потребна, значи експерти се озвали на вашиот повик? експерти ние одиме по емисии, ние повикуваме на вакво на експертски дебати, меѓутоа нашите политичари одбегнуваат. А проекти некои дали имате предложено? Имаме и проекти еден куп, значи ние сме луѓе кои што 7-8 години поминавме во оваа проблематика. Значи ние научивме што значи митигација, што значи кост-бенефит анализа. Значи нашите пари сакаме да бидат вредно трошени, не да бидат трошени за прочистувач кој што може да залови 50 грама прав за една година, сакаме да имаме филтер на некоја фабрика кој што ќе може да залови неколку тона на прав, кој што ќе биде емитиран во целиот Скопски регион. Прочистувачот ќе ве спаси, можеби вас, нема да ме спаси мене, нема да го спаси другиот комшија. Каде го локирате проблемот, најголемиот загадувач во Скопје, кој е? Значи не во Скопје, тоа е на целата планета, тоа е факт. Енергетиката и индустријата. Ние 90% од енергијата ја добиваме во рек Битола. На највалканиот можен начин, со најниско калоричниот можен јаглен. Кој што е од друга страна па богат со голем дел на нечистоти. Значи таму имаме ние честички кои што ние не ги мериме. Мазутот во Скопје ние никогаш не знам дека сме го провериле. Еве одат институции, викаат дека направиле инспекцијски надзор. Да ги повикам јавно, еве да ни достава, да ни покажат како изгледа тој инспекцијски надзор. Да ни покажат анализа на мазутот, што има во него како нечистоти, колкаво количество на сулфур и други тешки метали, значи нечистоти. Затоа што во мазутот може да има и други пластицизери, може да има кадмиуми, може да има еден куп на други многу валкани нечистоти. Затоа мислам дека институциите се должни да ни покажат како изгледа еден записник од извршен инспекцијски надзор. Вие сте медиуми, може да повикате да го достават тоа јавно. Сакам исто така да ги повикам институциите, посебно заменикот министер. Затоа што цело време лиферува студиите. На ниту еден од тие материјали што тој ги лиферува како информација дека се наречени студии, не пишува студија. Напротив, на едниот пишува елаборат, на другиот пишува извештај. Финската студија која што вика, тоа не е финска студија, тоа е фински извештај. Значи во самиот извештај финците не биле будали, самите си напишале внатре кои се аномалиите за тој предмет да биде наречен студија. Значи, напротив, тоа било твининг проект за јакнење на нашите домашни капацитети. Тоа биле дојдени неколку финци да ни покажат тука како се врши моделирање. Меѓутоа, затоа било правено само на една станица, затоа мерењата биле во многу краток временски период и многу малку маркери биле земени во предвид и затоа не може точно да се знае дали е загадувањето од дрвата за затоплување или дали е загадувањето од мазутот. Представете се. Никушевски Тони, екоактивист и член на движење за чист воздух. Многу жалам што другите организации, посебно повторно ќе ги повторам, оние кои што седат рамо до рамо со нашите министри, кои што преку цела година немаат апсолутно никаков критички став по однос на овие прашања или оваа тема, нив ги нема овдека за жал. Дали во вашата кампања некогаш. досега вклучивте или ќе вклучите тоа што пушењето се врати во многу од кафаните, рестораните и канцелариите? Пушењето е најмалиот проблем во оваа работа, значи доколку политиките не обратно. Видете, значи дури најбогатите држави не би се впуштиле во решавање на некоја проблематика без негова приоритизација. Значи ние не може да тргнеме од најниското нешто од таму да го решаваме проблемот. Значи проблемот се решава од најголемото па надоле, значи од најголемите емитери. Единствената борба, единственото намалување на загадувањето може да дојде преку директно намалување на емисии на самите извори. Не ловење по канцеларии, не ловење со некакви прочистувачи како оние тенеки со МОФ од 12 квадрати што кошта 25.000 евра. За 25.000 евра за волја на вистината може да се постави филтер на едно училиште кое што работи на дрво или на јаглен. Истиот тој филтер за една година да ни залови 1 тон на прав. Тогаш зошто да дадеме 25.000 евра за онаква тенекија, која што нема никаква одржливост, која што е направена од материјал кој што потекнува од една од највалканите индустрии, металната индустрија, и суша. И уште да бара негова плюс одржливост, значи некој си да ги наводнува, да ги одржува и да ги прска со пестициди или со други материјали за прихрана. Значи нам ни требаат одржливи решенија и одржливи политики.